Кратки најави за денешниот дневник. Нова енергетска криза тропа на вратата на Европа. Нашата земја не е изолирана, велат експертите. Околу 35.000 туристи вон сезона ќе посетат Македонија. Владата постигна договор со германски туроператор. Обука за негуватели на стари лица во Црвен крст Охрид, можност за добивање меѓународен сертификат и вработување. Во Охридската гимназија одржана презентација на Академијата за жени предприемачки. И покрај обвинувањата за поскапувањето и зголемувањето на криминалот, Трудо останува премиер на Канада. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по студеното утро во текот на денот имавме сончево, ветровито, но и потопло време со максимална дневна температура од 20 степени Целзиусови. Во четврток над Апенинскиот полуостров ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што во поголем дел од Централна Европа, областа на Алпите, како и Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе услови нестабилно време со пообилни врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и во крајните североисточни предели. Во останатите делови од Европа ќе превладува стабилно време со сончеви периоди, но ќе биде постудено. Утре во поголем дел од Балканскиот полуостров ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и постудено. Пообилни врнежи се очекуваат во северните, централните и приморските предели. Во крајните јужни и источните предели претежно сончево време со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 13 до 26 степени. Во Македонија во четврток во утринските и предпладневните часови ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Температурите ќе бидат во благ пораст. Во попладневните часови ќе дојде до зголемување на облачноста и ќе превладува умерено облачно и ветровито време. Ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 4 до 13 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 18, односно до 28 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе биде ветровито и потопло. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 23 степени. Во Охрид во петок умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Локално се очекуваат да наврнат и до 20 литри. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24 степени. Во сабота и недела ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и посвежо, минималната температура од 12, односно 9 степени, додека пак дневната до 21, односно до 17 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој.
Повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. May I have your attention, please? Внимание, внимание! Есенски попусти во Кармен Бау Центар Охрид на 4 и 5 октомври. Подгответе се за неверојатни попусти до 60% на најпознатите брендови во Кармен Бау Центар. И тоа не е се. За секоја ваша посета добивате ваучер за бесплатно пиво и можност за специјални промоции на најновите производи. Ова есен Кармен Бау Центар Охрид е вистинското место за вашите домашни и професионални проекти. Не пропуштајте ја забавата, попустите и доброто расположение. Само на 4 и 5 октомври. Кармен Бау Центар. Се што ви треба на едно место. Кошаркарска школа за деца Pro Basket Junior врши упис на нови членови. Момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 13 години можат да се пријават во текот на цел месец септември. Со Pro Basket Junior заедно за правилен раст и развој на децата. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Нова енергетска криза тропа на вратата на Европа. Нашата земја не е изолирана, велат експертите. Војната на Блискиот Исток и во Украина ќе предизвика пораст на цените на енергенците и електричната енергија. Надлежните смируваат, нема да се дозволат поголеми ценовни шокови. Европа ја очекува неизвестна зима. Поради случувањата на Блискиот Исток и војната Русија-Украина, експертите прогнозираат нова енергетска криза, пораст на цените на енергенсите, течните горива на берзата и електричната енергија. Единствениот излез е што поскоро стабилизација на електростопанството, рехабилитација на енергетската инфраструктура во земјава и изградба на врска за снабдување со газ од Грција. Секое поскапување и за минимална цена драматично се одразува на буџетот. Но тоа е тоа. Се што го немаме, мораме да го купиме. Ние го плаќаме во Европа. Тоа што не можеме да го произведеме со цени кои што се на берза, на пазар. Ако го платиш, некој мора да го... Или ќе го платиме веднаш со покачена цена, или ќе вложи државата пари и ќе земе кредит,
па нашите деца, внуци со долго и со кредити ќе го вратат. Хидроцентралите треба да се рехабилитираат, затоа што веќе до одреден период, тие на 20 години од прилика, потребна рехабилитација на опремата, турбините, генераторите, хидројазлите и така натаму. Освен тоа, термоцентралите, знаете дека во случајов имаме многу мали резерви на јаглен, и многу кратко време ќе можеме да ги користиме тие капацитети што ги имаме во рек Битола, иако таа енергија во моментот не е многу важна како базна енергија. Надлежните смируваат, велат се прават анализи за да нема поголеми ценовни шокови. Имаме координација со ЕСМ, свесни сме за почетокот на грејната сезона од 15.10. Ќе го направиме планот за набавка на јаглен секако, за количествата на енергија што може да ги испорача до крај на годината и да видиме уште колку енергија недостасува за следната година, така да ќе бидеме координирани и секако мора и ремонт да се направи, така да правиме еден сериозен план. Според експертите, со стратешка анализа на енергетските ресурси, земјава мора да биде подготвена за да може да одговори на новите предизвици. Од февруари, околу 35.000 туристи надвор од сезоната ќе ја посетуваат Македонија. Владата постигна договор со германски туроператор. Владата постигна договор со германската компанија РСД и од февруари 2025 година околу 35.000 туристи од Германија, Франција и од Велика Британија ќе почнуваат да доаѓаат. Практично ќе има по еден авион секој ден или од прилика по 190 гости секој ден, кажа премиерот Мицкоски. Тие имаат намера да развиваат културен туризам, практично одека кај нас и да ние ги покажеме нашите културни капацитети кои што ги имаме, како што е градот Охрид, потоа Скопје како главен град, потоа меморијалниот центар Мајка Тереза и останати културни знаменитости кои што представуваат наша карактерна особина како држава, бидејќи Македонија има многу такви места со кои што може да се горде. Но на што е важно да се напомене дека самата агенција РСД има повеќе од 1 милиарда евра годишен обрт и таа покрај туризмот се занимава со други области како што се маркетингот, телекомуникациите, енергетиката, хотелиерството и така натаму. Значи представува една голема сложена групација. Овие 35.000 туристи ќе бидат на балканска тура, при што ќе остварат 4 ноќевања во Македонија. Тоа би значило дополнително околу 30 милиони евра директни трошења овде кај нас од страна на овие гости кои што ќе не посетат или заедно ако тука го вкалкулираме и сместувањето и останатите трошоци, превозот и слично, можеме дури да дојдеме и до бројката од 50 милиони евра, рече Мицкоски. Во тек е пријавувањето на кандидати за обука на негователи на стари лица, што ја спроведува Црвен крст Охрид. Во Охрид има се поголема потреба од ваков кадар, бидејќи голем е бројот на стари лица на кои им е потребна грижа во домот. Кандидатите кои ќе завршат обуката добиваат меѓународно признат сертификат со кој се зголемува вработливоста и конкурентноста на пазарот на труд. Досега обучени и сертифицирани се 40 на негователи, од кои дел за комерцијални цели, а дел се вработени преку нега центарот на Црвен крст. Граѓаните кои се заинтересирани да работат како негователи на стари лица можат да се пријават на конкурсот за обука која спроведува Црвен крст Охрид. Во Охрид се поголем е бројот на стари лица на кои им е потребна помош и нега во сопствениот дом, а од друга страна станува збор за можност за вработување и остварување приход за лицата кои бараат работа или сакаат да се преквалификуваат. Моментално интересот на граѓаните, односно потребата на граѓаните од Охрид е навистина многу голема, така да имаме голема потреба од луѓе кои што би сакале да работат оваа работа. Условите за работа се навистина многу добри. Моментално, значи, Црвен крст Охрид има склучен управен договор со Министерството за труд и социјална политика, така да на доместок, односно платата на негователите од страна на Министерството се работи за добри примања за моментална ситуација, така да апелирам сите кои што се заинтересирани, кои што сакаат да работат, сакаат да помогнат на старите лица во Охрид да се пријават слободно во просториите на Црвен крст Охрид.
Кандидатите во текот на обуката, која трае 3 месеци и се реализира од стручен кадар во просториите на Црвен крст Охрид, се стекнуваат со вештини и знаења за помош и нега на стари лица, како и со високообразовен сертификат кој е меѓународно признат. Понатаму можат да бидат ангажирани преку нега Центарот на Црвен крст. Во однос на ангажманот сме во соработка со Центарот за социјални работи, меѓуопштинскиот центар за социјални работи Охрид, по доставената документација, потребна документација од страна на корисникот или член на семејството, се изготвува решение во Центарот за социјални работи и според тоа решение се определуваат колку часа ќе биде ангажират негователот, односно личниот асистент. Максимумот на часови кои што се доделува по едно решение 80 на месечно ниво, или ако земеме поделено на неколку денови, тоа испаѓа по 4 часа на ден. Црвен крст Охрид, согласно верификувана програма од страна на Центарот за образование на возрастни и Министерството за образование и наука, досега има организирано 4 обуки за негователи за помош и нега на стари лица. Во тек е огласот за пријавување на кандидати за 5-тата обука. Имаме веќе од тие обуки ангажирано негователи преку нега центар кај лица кои што му е потребна помош во домот. Моментално располагаме со одреден број на негователи, сите ни се ангажирани, а потребите се големи. Некои негователи одат дури на 2 работни места, да кажам, кај 20 клиенти. Досега обучени и сертифицирани се 40 на негователи, од кои дел за комерцијални цели, а дел се вработени во нега Центарот на Црвен крст, што се однесува за лични асистенти на лица со попреченост. Досега се организирани 2 обуки и лиценцирани се околу 30 асистенти, од кои ангажирани се 17. Одржана презентација на Академијата за жени предприемачки. Учество зеда ученички од 3-та и 4-та година од Охридската гимназија Свети Климент Охридски, како и овогодинешната победничка на Академијата Марта Пајоска, поранешна ученичка во истото училиште. Општинското средно училиште Свети Климент Охридски на 27 септември беше домакин на Македонско-американската алумни асоцијација, која со поддршка на амбасадата на Соединетите Американски држави во државава одржа презентација за Академијата за жени предприемачки. Учество зедоа ученички од 3-та и 4-та година, како и овогодинешната победничка на Академијата Марта Пејоска, поранешна гимназијалка од истото училиште. На учениците им беа представени поимите предприемништво и бизнис план, но исто така добија прилика да го слушнат искуството од Марта Пејоска од прва рака, да поставуваат прашања и да разменат идеи и искуства, информираат од Општинското средно училиште Свети Климент Охридски. Европската ренџерска федерација во соработка со СМАРТ, алатка за просторно следење и известување, во периодот од 30 септември до 4 октомври во Охрид организира обука за ренџери. На оваа обука учествуваат и ренџерите од Националниот парк Галичица. Во рамки на обуката беа одржани предавања за ренџери и управувачи со заштитени подрачја за мониторинг и заштита на биодиверзитетот, со потреба на cutting edge технологијата, известување, продлабочување на знаењата на ренџерската служба за заштита на природа, практични вежби преку студија на случај, како и проширување на глобалната мрежа на СМАРТ, информираат од Националниот парк Галичица. Во просториите на установата беше одржана презентација за вредностите на паркот, по која се отворила дискусија за предизвиците во работењето на полето на заштита на природата и функционирањето на паркот. Милчо Јовановски поднесе неотповиклива отставка од функцијата директор на Националната установа библиотека Григор Прличев, Охрид. Јовановски оставката ја поднесол до Министерството за култура и туризам и лично до министерот Зоран Љутков, а истата ја поднесува од лични причини. Како вработен во установата, останува во неа на работното место виш библиотекар во одделението за културни манифестации, односи со јавност, издавачка дејност, меѓународна соработка и маркетинг, и од таа позиција ќе се залака за понатамошен развој на библиотеката, вели Јовановски во дописот испратен до медиумите. До Министерството и до министерот Јовановски поднесол и отчет за сработеното за периодот јануари 2022 – 1 октомври 2024 година. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот.
Тешка сообраќајна несреќа се случила утрово на патот Нови Сад Инџија. Директно се судриле автобус и патничко возило, при што на лице место загинал 18-годишниот возач на автомобилот, а повредени се 36 лица од автобусот, од кои 4 лица се здобиле со тешки телесни повреди, соопштил здравствениот дом во Инџија, пренесуваат српските медиуми. Ова не е конечната бројка на повредени, бидејќи граѓани кои се нашле на лице место ги превезувале повредените до итната помош во околните градови. Според очевидци, возачот на автомобилот возел брзо и претекнувал возила, поради што дошло до директен судар со автобусот. Возачот на автобусот се обидел да го избегне, при што се извртел и двете возила од силината на ударот завршиле во ендек. Трудо останува премиер на Канада и покрај обвинувањата за поскапувањето и зголемување на стапката на криминал во земјата, парламентот повторно му изгласа доверба. По втор пат за помалку од една недела, со 207 гласови за и 121 против, канадскиот парламент повторно гласаше Трудо да остане на премиерската позиција. Поддршка му дадоа и пратениците на сепаратистичкиот блок Квебек, кој се залага за независност на таа покрајна, но за возврат ќе бараат зголемување на пензиите. Според анкетите, конзервативците имаат голема предност пред либералите на Трудо и левичарската Нова демократска партија пред изборите кои треба да се одржат во рок од една година. Во пукање во Тел Авив загинати се 8 лица, а има и тешко ранети. Непосредно пред Иран да лансира десетина ракети кон Израел, започнал смртоносниот напад во железнички вагон, а потоа продолжил и на перонот на железничката станица во областа Јафа. Според полициските извештаи, присутните ги совладале двајцата напаѓачи. Иако идентитетот на напаѓачите се уште не е соопштен, полицијата изјавила дека овој напад се смета за терористички. Избегал од Северна во Јужна Кореја, украл автобус па се обидел да се врати во Северна Кореја. Наводно ја напуштил Северна Кореја пред 10 години, но не можел да се снајде во Јужна Кореја, па сакал да се врати и рекол уапсениот на јужнокорејската полиција. Откако ги игнорирал војниците кои барале од него да застане, удрил со автобусот во барикадата. Полицијата соопштила дека не бил под дејство на алкохол или дрога за време на инцидентот. Законот на Јужна Кореја им забранува на граѓаните, вклучувајќи ги избеглиците, да ја преминуваат границата без одобрение на владата. Севернокорејците кои пребегуваат на југ автоматски добиваат државјанство. Престапниците меѓутоа можат да добијат казни до 10 години затвор ако бидат осудени. Откако Корејскиот полуостров е поделен пред повеќе од 70 години, околу 34.000 севернокорејци пребегале на југ и ретки се оние кои посакале да се вратат. Од 2012 до 2022 година дивниот број изнесувал само 31 лице. По враќањето на север, некои биле затварани, а некои поминале со превоспитување. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!